Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. МВР и АНБ процениле дека Груби нема да биде безбеден во затворот Скопје и затоа обвинителот барал поранешниот вице-премиер 24 часа да го обезбедува полицијата дома, дури издржува притвор. Од МВР велат дека информациите кои ги имале со АНБ за безбедноста на Груби ги споделиле до обвинителството без подетално објаснување зошто не може да му се гарантира безбедноста во затворот. Директорот на затворот Скопје пак вели ниту МВР, ниту АНБ дошле да направат проценка дали е безбедно во Шутка или не. Поради тоа што не може да му се гарантира безбедноста во затворот Скопје, Артан Груби, кој беше баран со меѓународна потирница 1 година и 2 месеци, се врати во неговиот семеен дом во населбата Чаир, каде што ќе издржува куќен притвор. Во моментов го чува полицијата и е по 24 часовен надзор. Пред зградата на Груби денеска имаше полициско возило, но и припадници на МВР Цивил кои обезбедуваа зградата. Откако вчера ефективниот притвор му беше заменет со куќен и наредните 30 дена ќе го издржува дома. По бурните реакции на јавноста и правници за одлуката на обвинителството да му даде поблага мерка, иако повеќе од 1 година не можеа да му ја најдат локацијата, денеска утамувила дека МВР и АНБ процениле дека Груби нема да биде безбеден во затворот Скопје и затоа обвинителот барал поранишниот вице-премиер 24 часа да го обезбедува полицијата дома, дури издржува притвор. Согласно законот за кривична постапка, мерката куќен притвор, особено кога се реализира со 24 часовен надзор, и исто така притворска мерка, која не се издржува во затворски услови, само затоа што постојат специфични услови за тоа. Таквите услови во конкретниот случај беа исполнети, бидејќи по проценка на надлежните органи МВР и АНБ постојат сериозни информации дека во притворското оделение не може да се гарантира личната безбедност на овој осомничен. Детали во однос на ваквите загрозувања беа презентирани пред судијата на претходна постапка, велат од обвинителството. Од МВР пак ни одговорија дека информациите кои ги добиле со АНБ за безбедноста на Груби ги споделиле до обвинителството, без подетално објаснување зошто не може да му се гарантира безбедноста во затворот Скопје. Во понатамошната постапка одлуките за барање и определување на мерките ги носат исклучиво надлежното обвинителство и судот, велат од ресорното министерство. Директорот на затворот Скопје вели дека ниту МВР, ниту АНБ дошле да направат проценка дали е безбедно во затворот или не. Според директорот Утковски, во оделенијата има постојано присуство на полиција за да нема незгоди. Камери има насекаде, можност за пријава доколку постои закана, одвојување на ризични категории притвореници-затвореници, доколку има опасност. Од страна на Министерството за внатрешни работи и од страна на Агенцијата за национална безбедност ни еден представник се нема ниту написмено, ниту усмено обратено до мене или до мојата институција со која јас раководам да побара мислење за безбедност во периметрот што ние го обезбедуваме. Така да во тој контекст јас тука би застанал нека се произнесат самите служби МВР и АНБ на кој начин и што дале и начинот на кој што го дале дали кореспондира со реалноста. Адвокатот на Груби Гоце Ристовски вели дека утре повторно ќе одат во обвинителството за увид во доказите во истрагата за државната лотарија, каде поранишниот вице-премиер се сомничи за проневера на 8,2 милиони евра. Тамара Дичовска, Сител телевизија. Министерот за правда остро реагира на одлуката осомничениот за проневера од над 8 милиони евра Артан Груби да оди во куќен притвор. Филков порача дека одговорноста за таквата одлука мора да се лоцира со име и презиме. Министерот побара и Судскиот совет и Советот на јавни обвинители итно да го разгледаат случајот и да утврдат дали има основа за одговорност. Изјавите на Филков од ДУИ ги оценуваат како директно мешање во судскиот процес и сериозен удар врз независноста на правосудниот систем. Од СДСМ обвинија дека одлуката за куќен притвор е доказ за политички договор меѓу власта и ДУИ, а од владеачката ВМРО ДПМН очекуваат дека одлуката на судот за куќен притвор ќе биде во заштита на правдата, а не соучесник во неправдата. Јавниот обвинител Даниел Коцев да објасни врз основа на кои конкретни факти и правни аргументи е дадено позитивно мислење за замена на притворот. Раководителот на обвинителството Анел Фидовски дали стои за оваа одлука и дали смета дека ова е порака за еднаква примена на законот. Судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје Марин Станевски
кои околности го надминале ризикот од бегство кај лице кое веќе 14 месеци било недостапно. Замислете, еднаш избегал, а сега обвинителството бара замена на мерка притвор со мерка куќен притвор. Очигледно, доаѓањето на Груби временски било перфектно темпирано. Прво, превземање целосна контрола врз обвинителството со нова раководна поставеност, па потоа реализација на дилот помеѓу ВМРО и ДУИ. СДС, партијата која соработуваше и молчеше кога Груби правеше криминал, се исплаши до срж. Затоа што не знаат што се Груби може да каже. Дали имаат страв дека неговиот исказ ќе оди до поранешен претседател на СДС и премиер на Македонија? Затоа ли вртеа по телефони и интересирајќи се за исказот на Груби? 6 фирми за одгледување канабис за медицински цели од денеска останаа без лиценца за работа. Дел од нив, освен пропустите во работењето, се поврзуваат и со шверцот на 5 тони марихуана во Србија и затоа има дополнителни постапки. Алфа Фарм, Green Life, Life Plant, Ата Фарм, Med Plant и Cannabidiol се фирмите на кои им се одземени лиценците. Од вкупно 43 фирми кои имаат дозвола за производство на канабис за медицински цели, воредни контроли досега биле направени во 13. Иако првата лиценца е издадена уште пред 9 години, досега не биле откриени пропусти во работењето на вакви компании. Соодветно складирање на сув цвет, при што тој бил затекнат, отворен, без соодветно запечатување и без складирање во пропишаните картонски кутии како што е наведено во законот. Недоставена целокупна документација и договори поврзани со продажба и трансфер на сувиот цвет. Утврдено исто така е несовпаѓање меѓу евидентираните и фактичките затегнати количини на сув цвет во сев собите. И постоечкиот закон, ние сме обврзани како држава да имаме агенција или сектор внатре во Министерството. Не е направено тоа и ние сме свесни дека со 5 луѓе кои што освен опис на работно место е дополнително ова го работат, ние сме свесни дека човечките капацитети се многу лимитирани и затоа можеби не биле постапени и контроли, редовни контроли во тие институции. Колкави се платите на функционерите кои поради намалените коефициенти нема да се покачат? Од кога би важеле староновите примања? Што ви анализата низ бројки го прашувам во живо Мартин Арсов. Тино, секој функционер зема различна плата во зависност од функцијата што ја извршува. Председателот на државата, председателот на собранието и председателот на владата земаат највисоки плати, нешто над 200.000 денари. Судиите, например, се поделени во повеќе категорија, нивните плати се движат од 133.000 денари па до над 170.000 денари. Слични се бројките и кај јавните обвинители. Откако Уставниот суд пред речиси 3 години ја одмрзна основицата за пресметка на функционерските плати, така секоја година како расте просечната плата, така растат и функционерските плати, па за да не дојде до тоа и годинава ќе се спуштаат коефициентите. Пратеници на ВМРО-ДПМН изработија пакет од 6 закони за намалување на овие коефициенти и овие законски измени беа поднесени денеска, а ќе се гласаат уште утре. Еве ги деталите. Функционерите и годинава нема да добијат зголемување на платите. Пратениците уште утре ќе ги гласаат измените во 6 закони за да се спуштат коефициентите за пресметка. Па така, председателката, премиерот и спикерот со намален бод и натаму ќе земаат плата од околу 215.000 денари. Министрите, гувернерот и народниот правобранител, нешто над 176.000 денари. Иста сума следува и за градоначалникот на Скопје. Малку пониска плата земаат замениците министри како и градоначалниците на помалите општини. Судиите се поделени во неколку категории и сите имаат различни коефициенти. Нивните плати се движат од 133 до над 160.000 денари. Идентични се бројките и кај јавните обвинители. Државниот јавен обвинител има месечни примања од над 176.000 денари. Толкава плата земаат и членовите на Советот на јавни обвинители и Судскиот совет, а нивните председатели се платени со над 190.000 денари.
Ако не се намалат коефициентите, платите на над 1000 функционери ќе пораснеа за над 200 евра па нагоре. Средствата што ќе бидат заштетени од ова намалување, кое започнува веќе со исплатата на февруарската плата, ќе останат во буџетот и ќе можат да се пренаменат за проекти кои се од директна корист на граѓаните, за подобро здравство, подобро образование и социјална помош. Повикуваме на широка поддршка во собранието. Ова не е прашање на партиска припадност, туку прашање на морал и етичка одговорност пред граѓаните кои ни избрале. Функцијата е служење на народот, а не е привилегија. Ова ќе биде трето намалување на бодот за сложеност, откако Уставниот суд ја одмрзна основицата и сега како расте просечната, така енормно растат и платите на функционерите секоја година. Уставниот суд лани во декември одлучи да поведе постапка за испитување на уставноста на намалените коефициенти за пресметка на платите на судиите и обвинителите. Според Уставен, тоа влијаело на успешноста во извршувањето на работните обврски, а и меѓународните стандарди гарантирале дека во текот на работниот век е забрането намалување на нивните плати. Мартин Арсов, Сител телевизија. Предлогот на СДСМ за минималец од 600 евра пак не доби позитивно мислење на првото читање во матичната комисија која донесе заклучок дека законот не е прифатлив и ќе се проследи на пленарна седница на одлучување. За власта одлуките за реална минимална плата се носат во влада и на социоекономскиот совет. Со овој закон предлагаме утврдената минимална плата од 36.960 денари со цел да се зачува реалниот животен стандард, да се обезбеди достоинствена надомест за трудот на сите работници. Синдикалната минимална потрошувачка кошница во февруари 2026 година достигна цели 67.382 денари. За покривање на основните животни трошоци на едно 4-члено семејство се потребни 2,76 минимални плати. Реалната исплатена минимална плата зависи од повеќе фактори кои што треба да бидат договорени на трипартитен диалог, кој што ние и како политичка опција и како владеачка партија кажавме дека ќе го почитуваме сето тоа кој што ќе биде договорено на економско-социјалниот. Дуалниот концепт ќе се воведува и во високото образование. Ресорната министерка најави дека со новиот закон за прв пат е предвидено да има втор и трет циклус стручни студии, но и кратки програми за специализација во одредени професии кои ќе трајат по година и пол. Главно ќе бидат опфатени техничките струки. За прв пат воведуваме стручни студии од 180 кредити, магистерски студии на тие стручни студии и докторски студии на тие стручни студии. Нешто што сметаме дека многу ќе и помогне на бизнес заедницата, затоа што предпоставувам вас ви требаат такви стручни лица. Правиме симбиоза која што е потребна меѓу бизнисот и неговите потреби за кадар, што ќе може одма да биде вклучен во процесот на производство и образованието. Затоа што ако не беа кризите во 2008 година, економската финансиска криза, здравствената криза, енергетската криза и така натаму, најголем проблем на нашиот бизнис ќе биде кадровскиот проблем. И обезбедување на работници, но и сериозен менеджмент кој може да се фати во коштец со овие работи да ги решава. Здравствените власти ќе им дадат 1 година време на угостителите за да можат да ги адаптираат терасите, согласно новиот предлог за Законот за заштита од пушењето. Наместо овие објекти да бидат отворени од 3 страни, компромисот е да бидат отворени од најмалку 2 страни, а во затворените простории да не може да се пушат ниту електронски цигари, категоричен е министер за здравство. Останува и предлогот за забрана за продажба на електронски цигари со вкусови, ќе може да се продаваат вакви производи само со неутрален или со вкус на тутун. Законот се очекува да биде донесен идниот месец. Прифатено беше одложувањето на примената на законот за тераси, отворени тераси од 3 страни, кои што за жал сега се затворени, им треба време за да може да се инфраструктурно да се прилагодат кон законот. Не беше прифатено електронските цигари, имаше барење да проложат да се консумираат во затворени простори. Тоа не беше прифатено и цениме дека
Тие се исто така толку штетни колку се традиционалните цигари и нема да биде прифатено тие да се консумираат во внатрешни простори. А последното издание на